А сега да преминеме на темата, која што носи наслов малку или многу. Знаете ли која е една од најголемите пандемии светски? Не короната не беше пандемија. Недостаток на љубов. Сите луѓе сакаат да бидат сакани. Не постои човек кој што не сака да биде сакан. Едноставно тоа е во природата на човекот, социјално битие. Има премногу осамени луѓе, значи еве тоа е пандемијата на светот. Значи недостаток на љубов и премногу осаменост на оваа планета, премногу. Меѓутоа се поставува прашањето, ако сите сакаат да бидат сакани, тоаш како би постигнале некој нас да не сака? Сите се свртени кон себе, нели, кон задоволување на таа потреба. Како да постигнеме некој нас да не сака? Згора на тоа е Бог сака да биде и тој сакан. Па која е првата заповед? Люби го Бога со сето свое срце, со сите своји сили, со сите своји мисли. Значи, сета љубов ја бара за себе Бог. И сега ние сме во недоумица, еве како верници, како да делуваме на луѓето да го засакаат Господа, кога и ние самите не знаеме колку го сакаме и дали го сакаме како што треба. И колку е тоа, малку ли е, многу ли е. Има ли начин, постои ли начин за тоа да го засакаме Господа повеќе? Може ли тоа да се реши со заповед, нели? Љубете, или имајте, како вели Исус, нова заповед ви давам, љубете се меѓу себе, како што јас ви возлюбив. Значи, има ли начин, преку заповед малку тешко, да му заповедаш на некој да те сака? Мислам, тоа љубовта има врска со слободната волја, инаку не би била љубов. И сега кога е во прашање љубовта кај луѓето, можеме да кажеме дека тоа е секојаш некако условено, знаете. Секојаш го сакам некого, оти е таков и таков, оти го прави ова, оти е ваков, ми кажа вакво нешто и така натаму. Или ако така се однесува, да, ќе го сакам, ако не, малку тешко. Како вели Исус таму во стиховите, совршенството, како го пишува, нели, бидете совршени како што е Отецот совршен. И во контекстот на тоа кажува, ништо нарочито не правите ако ги љубите оние кои што вас ви љубат, или ги почитувате тие што вас ви почитуваат. А мај сакате го непријателот, оној кој што ве гони, кој што е негативен кон вас. Кога станува збор за кај луѓето, нешто треба да ме предизвика да засакам некого, нели? Значи, некоја причина, некоја мотивација треба да биде тоа, за да те сакам, па и ти за да ме сакаш мене. И ама, кога станува збор за кај луѓето, и тоа сакање, и таа љубов, премногу калкулации имате тука, премногу математика, ќе кажам. Некојаш е дури виша математика. Вчера ли видов една, интересно сега која сме кај математиката, мала дигресија, слика, на Фейсбук мислам дека беше, корен, знаете корен математички, и цреша под коренот, и цреша си од корен корнеш, како беше? Имаше допишано доздол. Им текнува некои луѓе, некои досетки интересни. Премногу калкулации, премногу математика, меѓутоа кај Господа не е така. Видите сега како трга целата работа кај Господа. Еремија 31.3, многу силен стих. Еремија 31.3. Те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Бог е љубов, ние тоа го знаеме. Господ не возлюбил со вечна љубов уште од вечноста и затоа ни укажува милост. Се трга од љубовта. Тоа е извор на таа љубов. И Бог не сака без оглед на тоа какви сме, дали сме добри, дали не сме, дали вака, дали онака постапуваме. Не постои, значи не можете да бидете толку лоши да Господ ја смени љубовта кон вас, или па да бидете толку многу добри, да се трудите со сите своји сили за Он повеќе да ве сака. Не. И нема некоја причина за Бог да не сака. Римјаните 5.8 што вели? Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. Што најде убаво во нас? 7 стих
исто од римјаните, за праведникот одвај некој ќе умре, а за добриот можеби и некој ќе се осмели да умре, ама за лошиот, мислам, ова е тешко нешто меѓу луѓето. Бисте го дале вие животот за некого? Сте спремни да дадете живот за некој брат, сестра, жена ви дома, не знам, мажот или така натаму. И тоа е тешко. Некој ќе се најде велик да се осмели, ама кој би умрел за грешник, кој би умрел за оној лошиот, кој што не заслужува едноставно, воопшто. И сега, кога станува збор за љубовта, многу е клучно ова. Клучна работа за нашата општа духовна состава, нашиот духовен раст и воопшто за нашата работа во делото за Бога, е тоа зависи, сите тие работи зависат од тоа колку ние го љубиме Бога. Дали малку, дали многу. Знаете, многу, најчесто се задоволуваме со малку. Си викаме, колку што може помалку. Колку што може помалку должност. Но вистинската и единствена мотивација, вистинска позитивна мотивација е ако нешто правиме и го правиме тоа од љубов, а не со сила или со, не знам, било која друга мотивација може да биде. Сега, кој е начинот? Дали постои начин да ја зголемиме нашата љубов кон Бога, ако е мала? Дали малку го сакаме или многу Бога, затоа малку или многу носи наслов темата. Верували или не, меѓутоа вечерва тоа ќе го видиме и ќе го научиме токму преку животот и делото на Марија Магдалена повторно. Онаа блудницата, која што Исус ја почестил да биде првиот вестник, кој ќе однесе веста за воскресението. Како што кажавме минатиот пат, покажала неверојатна преданост, верност, чиста љубов, што најдобро се гледа во оној случај кога Исус се наоѓа е поканет од фарисеот Симон, лепрозниот, оној кој што бил лепрозен, Исус го исцелил, и овој од некој знак на благодарност го повикува во својот дом. И во Лука читаме во 7 глава, се подсетиме на случајот, и го сите добро го знаеме, влегува и прилегнуваат крај трпезата. Знаете како прилегнували онака на подпрени на трпезата. И ете една жена од градот, која беше грешница, кој што кажав, и Лука и другите, освен Јован ја спомнува по име, ја нарекуваат грешница, овие другиве, кога научи дека тој е прилегнат до трпезата во фарисеевата куќа, донесе со себе алабастерен сад со миро и застана зад неговите нозе, значи тамо во позадине, како што тие се прилегнати, позади. Плачејќи почна да му ги мие нозите со солзи, да ги брише со својата коса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. Неверојатна сцена. Меѓутоа фарисеот кога го видел тоа, рече во себе си, значи во себе, во мислите, си вика, да е овој пророк, би знаел која е и каква е оваа жена која се допре до него, дека е грешница. И сега вели следниот стих, а Исус му одговори. Овој си рекол во себе си, а Исус му одговара гласно. Исус ги чита нашите мисли секако. Симоне, имам да ти кажам нешто. И сега му кажува интересна парабола и тој вели, кажи учителе, спремен сум, тука сум, слушам. 41 стих рече, двајца му беа должни на еден заемодавач, на истиот заемодавач, двајца должници. Едниот му должише 500 динарии, а другиот 50. Бидејќи немаат да му вратат и едниот и другиот, тој им прости на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? Симон одговори, мислам оној кому повеќе му подарил, кому повеќе му простил. Тој му рече, право пресуди. Така е. И сега се врти кон жената, кон Марија, и му вели на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти не ми даде ни вода за нозе. Тоа било вообичаен пристап кон гостинот во тоа време. Ни вообичаената гостопримливост не ми ја покажа. Да, точно, знае он дека е поканет во неговиот дом од благодарност некоја, меѓутоа недоволна, мала е. Затоа станува збор за малку или за многу. А таа, вели, со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив. И тоа било вообичаено. Да се целиваат, кој ќе се, сретнат, кој ќе дојдат на гостин кој ќе ти дојде.
А таа откако влегов не прекратува да ми ги целива нозете. Интересно, овде може една дигресија да направиме. На две места во Библијата во Новиот Завет, нели? Кој станува збор за Исусовиот живот, тамо е опишан. Имаме двајца луѓе кои што го целиваат Исуса. Марија Магдалена го целива долу, на нозете, најниското, и предавникот кој што го целива во образ. Интересно. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миро. Затоа ти велам, простени и се многу греови. Да, точно е голема грешница, јас признавам дека е таква, но нејзи се простени многу греови, зашто имаше многу љубов. Сега малку е збунувачки стикот, но ќе го објасниме. Значи, простени се многу греови, зашто имаше многу љубов. И сега вели, кому малку се простува, малку љуби. Како да се контрадикторни, вториот дел на стикот на првиот. Но тука малку има момент со грчкиот јазик, но ќе го оставам грчкиот, пошто искрено ја кажам, немам поим од грчки, тоа ќе опраште Јани, но која е поентата сега? Што е прво, љубовта или прошката? Поентата е вториот дел на стикот, ќе го објасниме подолу. Кому малку се простува, малку љуби. И потоа рече, простени ти се гревовите. Не дека не биле простени претходни, ги простил гревовите. Уште знаете при првата средба. Но ово го изјавил јавно пред другите, односно пред се Симон за да ја свати поентата. Симон е проблемот. За него е оваа лекција. И тие вели кои беа заедно покрај трапезата почнаа да зборуваат во себе кој е овој кој што греови проштал. 50 стих на жената и рече, твојата вера те спаси, оди си со мир. Верата е таа кој што ја спасува, но клучно е сега тука љубовта, од кај произлегува љубовта? Читавме претходно стих во Еремија ли беше? Господ не возлюби со вечна љубов и не укажува милост. Еве следот на нештата како оди. Господ не укажува милост заради тоа што не љуби. Неговата милост потоа се огледа во прошката која што ни ја дава, а тоа произведува љубов и благодарност кај човекот, на кого му е простено кон Бога. Може да спомнеме 2-3 стиха. 1 Јованово 4:10. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбили во Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница. 4:19, 1 Јованово, ние го љубиме зашто прв тој не возлюби нас. Тоа е факт. Ако беше поинаку, никогаш немаше да дојдеме кај Господа. И таа љубов произведува љубов. Тоа и го вели Елен Вајд, само љубовта може да произведе љубов. Значи одговор, таков одговор. Сега, што е тоа што произвело таква љубов кај Марија Магдалена? Тоа веќе го видовме во стиховите. И биле простени многу греови. И сега во параболата имавме двајца должници. Едниот должил 500 денарии, римски пари, или 500 дневници, може да кажеме, нели? И ја тоа го пресметав, па испадна, ако е 1000 денари дневница во Македонија, просек некој, тоа се 500.000 денари или околу 8.000 евра. А другиот должи 50, тоа се околу 50.000 денари или 800 евра. 10 пати е помал должник оној вториот. Но сега, кој е малиот, а кој е големиот должник овде? Што забележуваме? Симон вели, ако е овој пророк, нема да дозволи да го допира. Симон цело време како размислува? Ова е големата грешница, ова е грешник. Јас не. И тој размислува дека тој е оној кој што должи 50, а таа е оној кој што должи 500. Но дали е така? Што му вели Исус? Покажува всушност каква љубов има оваа жена, што покажала, на дело го покажала. Тоа ми направи, ти не. Ти требаше, меѓутоа не ми го направи тоа. А таа го направи. Еве го одговорот во копнежот. Елен Вајд го дава. Вели, Симон ја навел на греф оваа жена, што сега ја презирал. Симон бил тој кој што ја навел на греф, а ја презира. Видите каков став има. Фарисејски став. Таа доживеала голема неправда од него.
Симон и оваа жена се представени со двајцата должници од расказот. Исус немал намера да даде поука за тоа дека овие две лица треба да чувствуваат различен степен на обврска. И двајцата требали да имаат благодарност. Затоа што им е простен долг, кој што не можеле никогаш да го вратат. И оној со 50 не може да го врати, ни оној со 500 не може да го врати. За некого, и во денешни услови, за некого 800 евра се многу, не може да ги врати ако е должен. За некого 8.000 се многу, 800 може би се малку. Во суштина имаме една друга парабола во Матеј 18 глава, чинам дека беше, кај што се спомнува 10.000 таланти наспроти 100 денари. Колку е 10.000 таланти? Можем ли тоа некојаш да го вратиме? Тоа се милиони евра. Не знам колку се, не сум сметал. Тоа е во суштина греот. Ние не можеме да го отплатиме греот. Може би некој ќе рече, чекај сега, Марија може би се обидува тука, што направила? Го скршила садот од алабастер, го излеала она нардово миро кое што коштало, како пресметале, 300 денари. 500 должи, еве нели она е таа големата грешница, 300 сега му враќа, па ќе најде некако начин. Не, тоа кај Марија не го гледаме. Кај Марија нема никакви пресметки. Она не калкулира, туку се го дала сето тоа, го направила сето она што го можела, тоа го вели Исус во текстот. Сега да го дочитам цитатот, вели: меѓутоа Симон себе си се сметал, ова е клучното, Симон себе си се сметал за поправеден од Марија. Значи тоа е тој кој што должи 50, а она е таа кој што должи 500. Затоа малку љуби. Тој се смета за поправеден, затоа малку му е простено и малку љуби. Значи, затоа што се сметал за поправеден од Марија, Исус сакал тој да увиди колку всушност била голема неговата вина. Поуката од оваа парабола е за Симон. Сакал да покаже дека неговиот грев бил поголем од незиниот, толку поголем колку што е долгот од 500 денари или денари, поголем од долгот од 50 денари. Че Симон, според Исусовата калкулација, Божјата калкулација е 10 пати погрешен од Марија грешницата. Само што оваа била позната по отворени гревови, а овој, знаете, имал, ако ги погледнеме репутациите на двајцата, каде. Фарисеј угледен, познат во општеството, не се меша во никакви афери, ништо не се знае за него и така натаму. Тој си е окей, а ова е она блудницата која што во Магдала одела, затоа Марија Магдалена, таму да печали. А Магдала е на морето, знаете, тоа било во тоа време, римските војници оделе таму на одмор. Таму биле парите. Самоправедноста е проблемот на Симон. Фала ти, Господе, што не сум како овој, како оној пијаница таму надвор, како оваа блудница и така натаму. Луѓето ги гледаме помали од нас, а нивните гревови се поголеми од нашите. И затоа ги гледаме како помали од нас. Свесноста за грешноста и големината на гревот, свесноста за нашата грешност. Ако бидеме реални, че тука не е некоја виша математика, како што на оние кои што нели работеле во лозјето, па некој дошол во 5-тиот, 8-тиот, 11-тиот час, па сите биле исплатени исто, 1 денари, толку била дневницата. Така и овде, дали ти е мал гревот, дали ти е голем, ти не можеш да го исплатиш. Ти имаш долг кој што не можеш да го исплатиш. Не можеш да кажеш, јас сум поправеден од оној, и така натаму. Тоа е само праведноста. Заради таа свесност, за малата своја грешност, малку ти се простува и малку љубиш. А на Марија биле простени многу гревови, затоа и тоа го подвлекува Исус. На Симона во суштина никош не му било простено, иако бил исцелен од губата.
Но Исус кога лечи, сака да излечи целосно. Значи и од физичката болка, но и од онаа духовната, од гревот, од најголемиот проблем. И погледнете ги сега ставовите. Марија е тивка, Марија тоа што го прави, значи ја излева сета своја љубов, сета своја благодарност, не знае со што да му благодари на Господа, затоа што е свесна за својата грешност. И толку тивка, дискретна да кажам во сето тоа што го прави, нормално мирисот пред се највеќе ја издал. И добро, не било тоа кој знае каква особа таму за да не ја видат. Меѓутоа, поентата ми е Симон е тој кој што е строг, ја суди, има таков строг став кон неја како грешница. Тоа е ставот на еден фарисеј, на самоправедноста, на оној кој што не го гледа гревот во оние бои и во она големина во која што треба да го види. Во која суштина е гревот. Сега оној дел сакам да го истакнам при самиот крај, кога вели во 50 стих твојата вера те спаси. Значи, до овде заклучивме дека прошката е таа која што допринесува да се појави љубов како одговор кон Бога и свесноста наша за нашата грешност и нашиот грев ја прави и прошката поголема и нашата љубов поголема. Тоа е начинот како треба да порасне љубовта кон Бога. А знаете како се гледате како погрешни, колку сте поблиску до Бога, ако е тоа целта, мислам дека целта е да дојдеме до Бога. Колку сме поблиску до Бога, толку гревот ни изгледа поголем. Ја сваќаме грешноста, од друга страна ја сваќаме дарот што Господ го дал преку Исуса Христа на Голготскиот крст. И тогаш љубовта расте кај нас. Но сепак и верата е клучна овде, верата е таа која што те спаси и вели Исус. Марија го имала, можеме да кажеме, оној вистински спој на вера и љубов. Во Галатјаните 5:6 што вели? Верата која што действува преку љубовта. Елен Вајд вели и ја чисти душата. Марија со очистена душа, не 7 демони, ништо. Све е чисто, ја прима љубовта, значи подарува чиста љубов од чиста душа. Тоа е Марија Магдалена. Сега се наметува прашањето дали ова е решение за Лаодикеја. Кој е проблемот на Лаодикеја? Нели на Лаодикеја и треба злато пред се. Што е златото? Верата и љубовта. Токму таа вера која што работи, действува преку љубовта. И бела облека и очна маст. И Симон очигледно дека имал потреба од сето ова. Значи, што во суштина е Лаодикејецот? Лаодикејецот исто самоправеден, самоуверен, ништо не му треба, фарисеј, како сакате. Има еден друг пример, исто така да не мора да отчитаме, меѓутоа во Лука 17 глава се сеќавате оние 10 лепрозни мажи, повторно со лепрата како слика на гревот. Доаѓаат, Исус ги исцелува и само еден е оној кој што искажува благодарност. Исус вели, кај се другите? Што е со другите? А оној кој што му заблагодари, кој бил? Самарјанец. Вели Исус во 17 стих, зар не се очистија 10 каде си уште 9? Не најдоа ли да се вратат и да му благодарат на Бога, освен овој тугинец? И на него му вели, на самарјанецот, стани и оди си, твојата вера те спаси. Повторно верата како клучна, но вера која што работи преку љубовта. Љубовта исто така мора да биде дел од сето тоа. Лаодикејецот не се чувствува грешен. Истиот проблем како Симон. Тој е самоправеден. Благодарен, но не доволно. Исто како Симон. Од благодарност го викнал Исуса, меѓутоа не доволно, затоа што малку љуби. Љуби малку, оти смета дека е мал грешник. Носто Лаодикејецот не ни смета дека е грешник, него ништо не му фали. Ако се сеќавате, зборувавме за таа бедна состојба негова за која што не е свесен, барем подобра е онаа бедна состојба на човекот од Римјаните 7 глава, кој што сваќа дека е грешен, му треба сила како да го остави гревот, да свати дека е човекот во Римјаните 7 глава сваќа дека е прекумерно грешен, тоа е Павле всушност неговото лично искуство. Прекумерно грешен и дека му нема спас без спасител.
Видите го овој стих, Псалм 130, 3 и 4. Два стиха. Псалм 130, 3 и 4. Ако си спомнуваш, Господи, за гревот, Господи, кој ќе обстане? Ако Господ гледаше нашите гревови. Во следниот стих. Но во Тебе е проштевањето, за да се бојат од Тебе. Кога станав збор за боење, знаеме дека станав збор за стравопочит, за богобојазливост. Од каде доаѓа? Од прошката повторно. Она вистинска богобојазливост која што во основа ја има повторно љубовта, доаѓа како резултат на прошката. И во Откровение 14:7, кога читам за првата ангелска вест, вели бој се од Бога и подај му слава. Тоа се луѓето кои што сваќаат дека многу им е простено, затоа што ја сваќаат грешноста своја. Тоа се тие кои што ги објават оваа троангелска вест. Или 14:12, познатиот стих, тука е трпението на светите, тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди и ја имаат Исусовата вера. Повторно го гледаме спојот на верата и љубовта. Исусовата вера и кои ги пазат Божите заповеди? Што е одржување на Божиот закон? Па љубовта е исполнување на законот. Според Павле в Римјаните 13:10. Исусовата вера плюс љубов. Лаодикеја, значи, треба да стане свесна за својата грешност, тоест да излезе од таа самоправеност. Тоа е излегувањето од самоправеност. Кога ќе сватиш дека си грешен. Не си ништо подобар од некој таму надвор. Може би имаш повеќе знаење, повеќе осознаваш за Бога, меѓутоа не можеш да љубиш онака како што Господ сака да љубиш, ако не ја осознаеш својата грешност. На крајот само би пораката на сето ова е да Бог треба да бареме да ни помогне да земеме пример од Марија, да го видиме овој неверојатно добар пример во Марија Магдалена. Дала се што имала, направила се што можела. Таа многу служи, ја гледаме секаде покрај нозете Христови. Многу е присутна во клучни моменти, сето тоа е затоа што многу е простено. И се што прави од чиста љубов. Нема кај неа калкулации. Свесна е дека му должи многу на Бога, има огромна благодарност и свесна е дека не може да му се одолжи, но прави се што може, го излева целото свое срце. И многу еден битен момент, иако овде не е офатен во Лука 7 глава, но во другите евангелии го гледаме. А со што се соочува Марија доека го прави ова? Пазите, прави дело за кое што Исус вели дека ќе се памти се доека се проповеда евангелието. И со што се соочува? Со негативни реакции од сите страни, не само од Јуда. Сите ученици велат, што прави ова? Ги растура парите. А што прави таа? Прави дело од чиста љубов. Од чиста љубов му служи на Бога, а другите велат, што прави ова? Кога ќе ја покрене таа љубов, служите му на Бога од сето срце, не обрнувате внимание на реакциите. А ќе има и такви, и такви. Нема да можат да ве разберат луѓето од страна што правите ако правите тоа од срце. Не обрнувате внимание на сопките и мислењата на другите. Нејзината чиста љубов не е разбрана од никого, но таа не обрнува внимание и тоа не дозволува не дозволува на тој начин да биде поколебана. При самиот Исус рековме чиста љубов, меѓутоа забеган, ваков, таков, со какви се случаи не се соочувал. На крајот, мојот грев, колку и да е мал, твојот грев колку и да е голем, и мојот и твојот ќе не одведат во вечна смрт, ако не се покаеме. И за мојот и за твојот грев Исус морал да плати со истата таа цена, со својот живот, за ние да не платиме со нашиот. Епа сега изберете. Дали мал, дали голем, не е битно. Меѓутоа, свесноста за грешноста е битна. Не е 50, не е 500, не можеме така да го мериме гревот. Не. Исус овие примери ги дава со цифри, да кажем, само за да не поучи. Која е небулозата, мислам, во сето тоа, сега да правиме ние на математика околу тоа. Не.
Математиката е едноставна, пак ќе кажам, дали мал, дали голем, завршуваме на исто место. А дарот, вечниот живот, Господ ни го дава како дар, ако се покаеме, ако ја сватиме својата грешност, и тогаш ќе се роди таа љубов во нас кон Него, и сето оно што ќе го правиме од мотивација, од љубов, од чиста љубов, а не од некакви калкулации. Знаете, има луѓе кои што ќе речат, мислам дека еднаш ни беше поставено прашање, ние млади во верата, 97 тамо 98, ни беше поставено прашање од еден постар брат, дали ако Господ не ви даде вечен живот, дали сепак би го следеле и би му служеле? Деме како ја нема таа награда вечен живот. Дури тоа може да биде погрешна мотивација. Сакам да добијам нешто, вечен живот, не знам, било што и да е. Не, од чиста љубов. Кај чистата љубов, како кај Марија Магдалена, нема никакви калкулации. Едноставно, тоа се излева. Ама затоа што е свесна за својата грешност. Кој малку љуби, кому малку му е простено, малку љуби. Кому многу му е простено, многу љуби. Слава на Господа, нека му е за овие вистини, нека Господ не води по тој пат, ако не сме свесни да се освестиме за својата грешност, затоа што Господ сака многу да љубиме. Како кон Бога, така и таа љубов да ја покажеме кон ближните, затоа што поинаку како? Како ќе се разбереме меѓу себе, како ќе имаме добри меѓучовечки односи, како ќе ги доведеме тие од надвор, тука, ако ја немаме таа љубов. И ако имаме малку љубов, тогаш, не знам, може ќе се однесуваме, ќе бираме, а овој заслужува, овој не заслужува, на овој ќе му кажам, на овој нема да му кажам. Калкулации, пазите пак. Не, нема калкулации. Нека Господ ни помогне во сето тоа. Амин.